Добро вечер. Втор круг локални избори, тесна разлика во Карпуш. Во топ тема Стефчо Јакимовски, кандидат на коалицијата Искуство за успех. Неговиот против кандидат Сотир Лукровски од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, не се одзва на поканата на телевизија Телма. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Како што веќе најави, со нас е Стефчо Јакимовски, кој е кандидат на коалицијата Искуство за успех. Неговиот против кандидат Лукровски не се озва на поканата на Телма. Тој е кандидат на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Добро вечер, благодарам што дојдовте. Кажав уште на почетокот, не има голема разлика од околу 1500 гласа, а вие се борите за петиот мандат за општина Карпош. Како мислите да ги добиете изборите и дали ќе направите некакви коалиции или вете не ви се одредени коалиции затоа што, например, Левица и СДСМ отпадна од битката за градоначалник, дали веќе направивте некакви договори? Добро вечер уште еднаш. Прво, голема благодарност до вас, господи Лупевска, и до вашата телевизија. Веќе по втор пат во оваа изборна кампања ме поканувате. Практично имам, освен на уште една телевизија, јас досега не се имам појавено на ниту еден друг медиум. Цело време ги користиме алтернативните медиуми, односно социјалните мрежи. Морам да го прокоментарисам мојот против кандидат. По трет пат одбива дебата, не само со мене, со претходните против кандидати. Ова јасно кажува дека ВМРО ДПМН во оваа изборна кампања влезе со апсолутно неподготвен кандидат кој што не ја познава материјата и кандидат кој што не живее во општина Карпош, кој што повеќе 20 години живееше во Радишани, сега живее во село Бразда и оттаму произлегуваат сите оние гафови што ги прави и небулози да не спасува од мазут во Карпош, кој што не го користиме, да прави совети на родители, да ги лади децата за време на училишниот одмор, сите тие смешни работи што досега ги кажува и практично тој се плаши уште некој гаф да не направи. Еве сега најново е на слика со кучиња од Тетово, ни ги представува како да се на партизанска и тоа е главната причина зошто тој не сака да дојде и да поразговараме за битни работи за граѓаните на општина Карпош. Да се задржиме сепак на она што вие го ветувате и што е ваша програма. Јас ве разбирам дека ќе искористите и оваа можност да му реплицирате на овој начин, затоа што не дојде. Меѓутоа, еве, со оглед на тоа што разликата не е голема. Да, побаравте од мене да кажам. Дали имате веќе најави за поддршка? Минатите избори 2021 година бевме 4 кандидати, од кои што едниот имаше само 1,5% од гласовите. Останатите тројца, и јас влегов во вториот круг, значи имав корпус на повлекување на гласови само од еден кандидат. Сега сме 5 кандидати и сите земаа значаен дел од гласовите, никој не беше испод 9, измеѓу 9 и 13% се сите, што значи дека има резервар од каде да се извлекуваат гласови во моја поддршка, односно на нашата коалиција. Со тоа што овој пат разликата е многу помала. Значи имаме повеќе кандидати, повеќе луѓе од каде што може да се црпат гласови и имаме само 1520 гласа разлика, за разлика од 2700 гласа минатите избори. И морам да кажам дека Душко Весовски беше многу посилен кандидат, поподготвен, далеку поподготвен во таа изборна кампања и јас очекувам во недела победа во Карпош на коалицијата Искуство за успех и победа на граѓаните на општина Карпош. Кој за мене ќе гласа? Сметам дека сите што се опозиционо настроени и сите оние кои што се задоволни од досегашната работа во општина Карпош ќе дадат поддршка на програмата и проектите кои што се изработени во општина Карпош и се она што ветуваме за во наредните 4 години, која е нашата визија за развој на општина Карпош. Во наредните 40 на минути можеме тоа да го разглобиме што се вели. Меѓутоа, доколку победите и станете градоначалник, мнозинството повторно во советот е со советници на ВМРО ДПМН,
практично им требаат уште двајца за да можат да гласаат апсолутно онака како што тие ќе сакаат, што може да ви предизвика проблем исто онаков каков што беше помеѓу Данела Арсовска и Советот на град Скопје. Тука не сте во право и овој мандат сега што помина, исто така јас немав мнозинство во Советот. Ниту пак мандатот меѓу 2009 и 2013, кој ги постигнавме најголемите успеси, јас немав мнозинство во Советот. Клучот за тоа да ја водиш добро општината не лежи во тоа само да имаш безрезервна поддршка од Советот, туку клучот зависи од тоа колку вие знаете, какво искуство имате, какви проекти предлагате и каков резултат ќе остварите. Нормално, обструкциите се континуирани, меѓутоа ние и овој мандат постигнавме исклучителен успех, имајќи во предвид дека имавме сериозни проблеми со кои што се соочивме, како со буџетската блокада, како со судските пресуди кои што стигна пак како удар врз буџетот, и јас сум апсолутно задоволен како ја истеравме целата работа, што значи дека јас сум блокадите што тие ќе сакат да ги направат е исто како дали еден кошаркар знае да игра под притисок, а тоа значи кога има пресинг, да знае топката да ја пренесе од една на друга страна. Јас, значи, веќе во 2 мандата сум работел со Совет кој што не ми бил мнозинство. Боро, вие сте каратист, па веројатно во спортски дух се во каратето секогаш си под пресинг. Она што е најгорлив проблем во Скопје, не само во Карпуш, е сметот, кој што особено во изборнава кампања истата ложеше, ама сега пред вториот круг, како секој да сака да се покаже кој повеќе смет ќе собере. Проблемот настана заради тоа што од вчера има и актуелно е дека се во притвор раководството на комунална хигиена, меѓутоа факт е дека градот не го собираше сметот. Сите општини се обидоа да го соберат, дури и вие како градоначалник, ама имавте и гости против кандидатот со механизација од други општини и исто така го собираше сметот. Еве сакам и до вас и до граѓаните да упатам едно прашање. Како тоа по партизанска ние немаме смет? Имаме празни контейнери. Ќе мора да разграничиме дека одредени улици се на градот, а одредени улици се на општините. Партизанска, Рузвелтова. Собирање на сметот, тоа се вика индивидуална хигиена, подигање на контейнерите и кантите од индивидуалното домаќинство се исклучува надлежност на комунална хигиена и граѓаните за тоа секој месец плаќаат. По партизанска нема смет затоа што има камери. А истите овие гости што доаѓаат да ја чистат општина Карпуш, истите тие ноќе со камиони истураат смет покрај контейнерите, покрај празни контейнери, за да наутро дојдат и го собираат сметот и да прикажуваат дека тие се спасители. Имате ли докази дека камиони доаѓаат навечер и фрлаат смет, и кој тоа го прави? Дали градот Скопје и градската управа или против кандидатот? Овие истите што доаѓаат да чистат заедно со против кандидатот. Ние имаме слики, за жал се наседна, на 23 октомври, кога чистеа кај салата Партизан 4, сметот е собран, кој се собирал 5-6 дена, во 5:30 навечер во средата е собран. Утрото сабајле во 7 сати имаме 3 пати повеќе смет од оној што бил претходно и доаѓаат тој смет да го чистат. И оно што е битно, луѓе што ја работат таа работа од Ризлак, го видоа тој смет и кажа ова не е комунален смет, ова е смет од корпоративен смет, односно од фирми, и јасно е можно ли е од 5:30 навечер до сабајле до 8 сати да има 3 пати повеќе смет, а контейнерите сите полни, и што е најинтересно, граѓанин кој што во тој момент не спиел, бил на тараса, го видел и камионот кој дошол тоа да го исфрли тука сметот. Пријавивте ли во обвинителство или некаде во надлежните служби? Вака сега, се размислувавме дали да пријавуваме, ни кажа, дури консултиравме некои обвинители, ни кажа дека тие ќе побараат Safe City од полиција, полицијата е нивна и тука нема ништо да биде. Имаме повеќе случаи такви, кога навечер чистиме, сликаме, сабајле се гледа со повторно фрлен смет до контейнерите, но она што сакам да им кажам на граѓаните, нема каде да одат. Од понеделник тоа се исклучиво надлежност на градоначалникот на Скопје, ќе ги издржиме со ваква ѓубреџиска политика што ни ја наметна не само нас, на целиот град. И јас морам да кажам, јас сум многу храбар човек, ама јас ваква храброст, вака да се поигравам со ѓубрето, со граѓаните, ова навистина
треба да си луд за да со вакви работи се поигруваш. А ние ако имаме држава како што треба, ако имаме обвинителство како што треба, ова се може да се констатира. Само Safe City се отвора, ги повикувам, нека отворат истрага и ќе видат камионите каде одат. Дури ме информираа од Ризла дека камиониве што собираат смет од Карпош и други места не се појават во Дризла. Не го носат сметот таму. Каде го носат? Од едно место го собираат, се сликаат, на друго место го истовараат. Она што е исто така важно е, ако кој да победи градоначалник на Скопје, можеби нема да биде во коалиција, да речеме, со вас. Што ако се повтори ова пак, не сте сите општини тука кога разговаравте и во првата дебата е дека нема дали воопшто има општината пари за комунално предпријатие за собирање смет и вие сами рековте дека тоа е надлежност на град Скопје, граѓаните плаќаат на град Скопје, ако се случи вие да чистите, повторно ќе немате механизација. Значи овој проблем е одамна и не може да се реши вака. Господи Лупевска, проблемот не е за механизација. Ќе купиме механизација. Како тоа граѓаните да и плаќаат на комунална хигиена, она да не го собира сметот, а ние да ги трошиме општинските средства. Барате измени на законот тогаш за локална самоуправа. Јас сум единствен кој што барам измени на законот и се решава на многу едноставен начин. Само се носи закон со кој што граѓаните за одржување на хигиената и зеленилото плаќаат во општината, а општината праќа на економскиот оператор. Што тоа значи? Поставуваме вага, на вагата секој ден се мери колку тона ѓубре собрано, толку пари ќе даеме, колку трава, колку декари се окосени денеска, толку ќе се плаќа за косење на зеленилото, колку тона листја се собрани денеска, толку ќе се плаќа и чиста сметка. Јас сум единствен градоначалник кој што барам да превземе одговорност во делот на одржувањето на хигиената и зеленилото. И гледате дека ни еден друг не се приклучува зашто се плашат во ова. Но она што е најбитно, не може Карпош да плаќа 85% наплата има месечно. Имаме општини каде што има 20% наплата. И практично и сега, например, граѓанинот од Карпош плаќа 1500 денари месечно, во некој во друга општина не плаќа воопшто, или пример плаќа 300 денари, а сите заедно имаме услуга од 150 денари. Тоа не бива. Јас инсистирам општина Карпош да се биде одговорна за хигиената и за зеленилото и гарантирам 2 пати дневно подигање на смет, гарантирам кантите да се подигаат 3 пати неделно и гарантирам чисти улици, окосени тревници. Тоа видивте во 2013 година во програмата пишува 2 пати неделно миење на улиците, хигиена која што ја превземате и вие. Сакам да кажам дека некои работи ви се повторуваат во изборните програми. Тоа е едно од работите што се повторува, па не знам и колку се реализира. И хигиената во општина Карпош ја одржуваме ние. Меѓутоа морате да правите разлика меѓу индивидуална и колективна. Колективна е метањето на улиците, чистење на парковите, косење, тоа е колективна хигиена. А на индивидуалната хигиена е подигање на сметот од контейнерите и од кантите. Таа си е надлежност исклучува нивна. И целата работа е падната врз плеките на оние момчиња што ја одржуваат хигиената во општина Карпош, зборувам за колективната хигиена. А инаку тие добиваат пари и за колективната и за индивидуалната хигиена и се должни по закон сето тоа да го работат како што треба. Но она што сакам да кажам, овој систем на едно гломазно предпријатие кое што во континуитет се злоупотребува не функционира. Ова што јас го предлагам, ние го имаме на дело. Секој градче во Македонија почисто од Скопје. Дефинитивно. Само тој систем го предлагам и ништо повеќе. Она што е свежо исто така во обвинувањата на релација ВМРО ДПМН и вас, со оглед на тоа што своевремено ве поддржава партија за градоначалничка функција, е обвинувањата за бетонизација на Карпош. Лично и премиерот ве обвини за тоа, меѓутоа имаше забелешки секако и од граѓаните. Сведоци сме на неколку згради кои никна низ Карпош, иако и во претходните програми ветувате дека урбанизацијата нема да оди на тој начин, и за дуповите кои што се предлагани од страна на општина Карпош. ГУПот се уште не е донесен, му треба можеби уште 1 година за да биде донесен. Меѓутоа, обвинувањата беа и од независните и од сега од лично од премиерот дека сте предлагале дупови, дека сте предлагале згради и дека со тоа сте го бетонизирале Карпош. Прво, најголемата бетонизација на Карпош настана во времето кога ние имавме во линија влада на ВМРО ДПМН, градоначалник на ВМРО ДПМН и мнозинство во Совет во општина Карпош. Председател на Совет
Сашо Лазаревски, председател на Комисија за урбанизам Благоје Неделковски, министер Милејан Киевски и овој, како се каже, Владо Мисаиловски Кендо. Тогаш настана најголемата бетонизација. Повторно истата работа се заканува сега на општина Карпош. Она што за одредени грешки што се направени во тој временски период, јас сум превзел на одговорност и се извинив на граѓаните, повторно ке се извинив и на дело покажав во овој 4-годишен мандат. Карпош има вкупно на предпоследно место по број на издадени градежни дозволи на објекти кои што имаат над 3 стана. Тоа се вкупно 36. Можете ли да замислите, позади нас е само Ѓорче Петров, сите останати, Кисела вода е негде 78, Гази Баба е со 150, Центар е со 120, значи сите општини имаат 5-кратно повеќе издадено дозволи во однос на општина Карпош. Ама кај вас се многу забележливи тие згради, например ова што се Рубик Тауер што се изгради. Во 2022 велите ќе биде 10 ката, потоа беше 28, во 22 ветувате дека ќе биде 10, за да на крај се пофалите дека на 17 ката сте ја свела. И тоа ви е одлично прашање, значи и тој објект е вцртан со генералниот план го донел Коце Трајановски, тој објект исто така е вцртан со таа висина по барање на владата, зашто тамо предлага да има странска инвестиција која што не се служи за да сега заврши на крај градбата да имаат, знаете кои ја имаат, значи Фатмир Етем и Јорце Камчев. Она што јас успеав да се изборам е тоа да тој објект тамо има 11 ката помалку од она што беше предвидено со тој урбанистички план во тоа време и јас тоа беше максимум што можам да направам и вие гледате реваншот за таа работа, практично сите овие луѓе што инвестираат тамо денеска се против мене во оваа изборна кампања. Вчера гледате реклами во Систина, значи се бараше тоа што јас сум се спротивил на таа работа, очигледно дека се спротивија дел од советниците бараа мораториум, по конзерваторскиот центар кажа дека со тоа се нарушува изгледот на воена болница како споменик сепак архитектонски, меѓутоа не се случи ниту мораториум, не се случи ниту некој да го послуша конзерваторскиот центар. Мораториумот го изгласува Советот. Значи Советот не изгласа мнозинство за мораториум. Тој објект ги има добиено сите дозволи, вклучувајќи ова што кажувате вие за управата за конзерваторски работи, и таа дала повеќе пати согласности и при изработка на урбаничкиот план на 28 катница. Министерството за одбрана дало повеќе пати согласност, што значи сите потребни дозволи луѓето што оваа зграда ја градат ги обезбедиле, а јас не можам, ако некој исполнил услови утврдени со закон, да не му дадам одобрение, тогаш правам кривично дело. Она што успеав е да намалам 11 ката. Вие сега велите во висина ќе се гради, тоа значи дека ќе има катност. Од друга страна, колку инфраструктурата на Карпош тоа ќе го дозволи, затоа што има подрачја, каде што велат луѓето од Тафталиџе, Козле, дека ќе станат како Дебар Мало и слични населби. Козле не може да стане Дебар Мало, бидејќи Козле се индивидуални градби, приземје плюс 2 ката плюс подкровље. Козле има не се предвидуваат тамо згради. Што се однесува до другиот дел, ние секогаш сме граделе инфраструктура која што апсолутно ги задоволува потребите и она што е најбитно, јас сум противник да се зафаќаат што е можно повеќе површини на земја. Видете она зграда која што е направена спроти Прокредит банка. Замислете, таа зграда практично го има зафатено целиот простор, наместо таа да се смали и да се оди во висина, да има проветрување, да има и зеленило, да има и за спортски содржини. Ма ќе бара и паркинзи кои што се исто така под знак прашање во општина Карпош. Согласно законот, за секој стан мора да има паркинг, а општина Карпош е таа која што бара 1,5 паркинг место за да се даде било какво одобрение, и ние сме единствена општина, јас сум единствен градоначелник кој донесе правилник
кој што ограничи број на станови, зголеми број на паркирања, воведов посебни правила за тоа рампата за влегување во гаражите да мора да биде поблага, да може лесно да се влегува и излегува. Забранивме употреба на така наречени лифтови и клацкалки. Значи ние сме преземале се што е потребно за да имаме многу покоректно градење на територија на општина Карпош, но за жал има закони кои што ги носи државата. Може ли некој да ми каже зошто Министерството на транспорт и врски, односно оваа влада, го укина членот од законот со кој што соседот имаше право да знае што комшијата до него соседот ќе гради? Добро, од друга страна важи и законот дека и старите дупови важат, се одобри да може да се гради според оние стари дупови со оглед на тоа што гупот нов не е донесен. И тоа е во игра. Како ќе се изборите со инвеститорите? Рак рана на секој градоначалник и забелешка речиси во секој општина е дека факт е приходот го добивате од градбите. Не е точно. И дека на тоа многу често се повикуваат градоначалниците, мора општината од нешто да живее. Еве вака се. Значи ние сме во Карпош, видовте на предпоследно по број на овие градби над 300. Приходот од 5,5 милиона евра 2021 година, нашиот приход е сега 11,5 милиона, очекуваме оваа година сега да биде над 12,5 милиони евра и најголем дел од приходите се даночни приходи. Што тоа значи? Значи, благодарение на искуството кое што имаме, успеавме многу повеќе да наплатуваме она што треба да го прави општината, значи општината треба да живее од даночните приходи, а не од приходите од такса за градење и ние сме во моментов трети на ранг листа по приходи во буџетот. Пред нас е само кисела вода за некои 10-12 милиони денари, а колку градби гледате има во кисела вода и центар кој што во моментот се градат сигурно 50 згради. Така да количината на приходи што влегуваат во буџет услов не е дали имате градби или не. Кога сме кај градбите, иди во градбите. Веќе има една пресуда против вас за општинската зграда, градена без дозвола. Не е тоа за општинската зграда. И во однос на оваа пресуда се чека нели мислење од апелација. Што се однесува до општинската зграда, прашањето ми е дали има технички прием прво зградата, прашам. Општинската зграда ќе има технички прием. Општинската зграда немаме ние пресуда за општинска зграда, туку за општински бараки. Овие членови на ВМРО ДПМН, значи, ја експлоатираат таа пресуда, се гледа дека таа била нарачка и, како да кажам, што викаат бугарите, предварително е донесена со цел да се експлоатира во оваа изборна кампања. Значи, тамо нема пресуда заради кривично дело, туку има обичен политички прогон и фактот дека судиката е од корпусот на ВМРО ДПМН и истата како 11 реагирана е унапредена во председател на судот и нивното континуирано злоупотребување на таа пресуда и користење во оваа изборна кампања јасно укажува кој е нарачател и кој е извршител на таа. Стравувате ли дека може да се ефектуира таа пресуда? Јас верувам, и ако победите, и ако не победите. Јас верувам во дека ова држава има судии кои што си ја знаат работата и верувам дека апелациониот суд ова пресуда ќе ја разгледа коректно и дека истата ќе ја врати назад на повторно разгледување кај првостепениот суд, затоа што немам никаква вина и затоа што сум одсуден на Божја правда. Јас знам што работам и затоа што ги познавам законите и ова е класичен политички прогон и јасно беше дека нив им треба оваа работа и она што е најбитно. Тие си легнаа на тоа увод дека оваа пресуда и оваа судика нив ќе им ја заврши работата и затоа предложија ваков кандидат, не знаејќи дека работата нема да биде така како што тие мислат од пропаганден аспект, затоа што сепак оваа кампања е долготрајна и граѓаните нормално ќе ве стават на повеќе тестови и ќе видат кој колку знае и кој што може да направи со општината и каде би ја водел. Кога сме еве кај забелешките и листите, ставени сте на црна листа на американска. Дали дознавте до сега зошто сте ставени? Ова ми е можност да ве прашам, иако нема врска со изборите, меѓутоа се споменува во кампањата.
дека ниеден против кандидат таа работа не ја злоупотребуваше во изборна кампања. И фактот што само ВМРО ДПМН ја злоупотребува јасно укажува кој е нарачателот и кој ја користи таа листа. Ние знаеме како тоа иде. 2-3 белешки од АНБ, 2-3 белешки од Агенција за разузнавање и тие работи така проаѓаат, но јасно е дека граѓаните на општина Карпош секогаш добивале квалитетни услуги и имале квалитетно водство во мене како градоначелник и тоа апсолутно не пречи во водење на мојата кампања. За жал ВМРО ДПМН е прва на ранг листа по број на луѓе ставени на црната листа. Ќе се вратам на комуналните проблеми. Ја ги разгледував програмите од претходните кандидатури, ви се многу слични. Например, се повторуваат и неколку работи. Една од работите што ја ветувате, а веројатно и не може сами да ја спроведете, е гасификација на домакинства, и сега тоа го велите. После толку години, од 2013 до сега тоа не успеа Карпош да го направи. Знаете зашто? Затоа што таа влада на ВМРО ДПМН донесе закон со кој што забрани општините да вршат гасификација, а Карпош е единствена општина која има ревидиран проект за гасификација. Како тогаш ќе го реализираате со оглед на тоа што само треба да ни дозволи да се врши гасификација, или еве го проектот ќе го даваме на владата, нека започне со гасификација. Не е битно дали јас ќе ја вршам гасификацијата или владата или градот Скопје, Бујрум, нека почнат прво од Карпош, затоа што Карпош отишол пред време. Значи ние уште пред 2013 година изработивме проект кој потоа претрпе ревизија, значи ние од утре можеме да започнеме со процес на гасификација во општина Карпош и еве кој ќе биде градоначелник може веднаш да започне со таа работа. И во програмата во 2013 ветувате 50% од средствата ќе одат во месните заедници, сега велите ќе почнеме со 20 и слично, значи дека не сте реализирале и не сте успеале да реализирате ништо такво. Да, затоа што во тој временски период сепак ние имавме многу крупни зафати, а тоа беше реконструкција на 10 училишта во Карпош, реконструкција на 9 градинки, реконструкција на 217 улици. Во тој временски период изградивме преку 40 километри водоводи и канализации, значи приоритети и беа други прашања, а од друга страна во тој временски период се промени овој генералниот план. Во исто време, ако се сеќавате, на светската економска криза се одрази драстично врз работењето и на локалната самоуправа. Владата донесе еден куп мерки, одлуки и закони со кои што драстично ги намали приходите на локалната самоуправа и во тој временски период нас практично некаде од 450 милиона денари приходи ни падна на негде 330 милиона и тоа беше причината зашто не можевме и тој делот да го реализираме програмата. Имате исто така, како и сега, еколошко Карпош, заживување на паркови и слично. Од друга страна, до денеска не се исчистени некои депонии, онака е Вардар, каде што има и палење на електронски отпад заради да се добие бакар и слично, и постојаните пријавувања на жителите кај злокуќани од ромската населба, каде што изби пожар, изгоре и куќа, а постојано се пријавувани и во полиција и до општина и не се реагира. Не знам колку гласови имаат едните и другите од таму, меѓутоа факт е дека не е реагирано. Ќе збориме со факти. Јас кога станав градоначелник, Карпош имаше 47 депонии. Сега во урбаниот дел на Карпош. Не зборите за околината Нерези покрај Вардар и Последната 5 седмица во Нерези беше како депонија Вардариште. Значи 47 депонии. Тогаш изфрливме 540 камиони со шут, смет и друг отпад, и тоа 4 особинци, значи секој по 25 тона камион носеше. И ние од тогаш па наваму ја одржуваме јавната хигиена. И тој дел, урбаниот дел го држиме исклучително под контрола. Ромскиот дел, значи ние тамо имаме доселеници од Косово, 6 семејства, за кое што јас повеќе пати сум интервенирал кај надлежните државни органи, сум извршил повеќе средби со командирот на полицијата, со началниците, секогаш кај нив поплаката било дека за тие лица барале притвор, меѓутоа дека обвинителството потоа не бара притвор, нема пресуди да тие луѓе се притварат за да се вразумат, премногу се агресивни, прават зулум на тој дел од граѓанството и верувајте, побарав прием кај јавниот обвинител на град Скопје,
да му ги пренесав овие поплаки од полициската станица Карпош со замолница овие прекршители да се одредуваат мерки притвор затоа што сериозно го нарушуваат квалитетот на животот на граѓаните на општина Карпош. Инаку морате да знаете дека комуналните инспектори се со никакви без полициски овластувања, ако не можат ни да легитимираат, за таа работа мора да викаат полиција и мора да знае граѓанството дека таму се истепани и полицајци и дека и дури полицијата избегнува да интервенира во тој дел од општината, што е за мене недозволиво. И вие веројатно се сеќавате на онаа случка кога со секири, со лопати, па дури со пиштоли, дури се тепаа во клиничкиот центар на хирургија во ургентниот центар. Значи се работи за граѓани кои што се крајно агресивни и за кои што органите на прогонот и обвинителството и судот мора да се погрижи. Тука ги надминува силата и можностите што ги има општина Карпош со никакви овластувања да било како делува врз. Кога сме кај инспекторатите, има забелешки на недоволна ангажираност на градижните инспектори и на комуналните инспектори, особено кога станува збор за градби и проверка на тоа што е во дупота, што се гради, што е со дозвола, што е без дозвола, како и екипираноста, не само екипираноста, туку дејствувањето. Значи тоа е забелешка и во други општини каде што има многу градби. Градба на 1:+, доградба на поткровје и слично. Вак сега. Јас во континуитет повикувам да се промени законот и да може градежен инспектор да биде и правник. Зошто? Затоа што градежниот инспектор треба да чита закон и да го применува. Тој нити шалува, нити бетонира, нити армира, нити малтерисува. Тој само чита закон и треба да го примени. Доколку го промениме законот и правници може да бидат градежни инспектори, во тој случај ние ќе добиеме повеќе инспектори во општината. Втора работа. И јас сум единствениот кој што инсистира да се скратат процедурите за носене решенија за уривање. Ние треба да донесеме 5 правни акти додека се донесе решение за уривање. И нормално, некој ќе го поучи лицето да не ги прима дописите, а сето тоа мора да оди со реципис преку пошта. Ние имаме пошта која што не функционира и практично имаме сериозен проблем во достава на поканите на граѓаните кои што се прекршители и практично тие ни одоговлекуваат постапката и на крај, кога после 5-6 месеци ќе привршиме постапката, ќе го обжала предметот на второстепена владина комисија, која после 60 дена ќе ни го врати предметот повторно назад и ние мораме да почнеме од почеток. Тешко ли е ова да се разбере? Зошто ние треба да му даваме права на прекршителот? Што е тука филозофија? Имаш дозвола, немаш дозвола. Веднаш се носи решение за уривање. Зошто треба да носиме 5 правни акти? Прво треба да дајме опомена, па потоа треба контролна посета да направиме, па да направиме записник, па по тој записник да видиме дали тој постапил, па уште еден контролен записник да се направи, па решение, па по решението дали се постапило, а сето тоа одзема време и граѓаните нормално се незадоволни од работата на инспекторот. Кога сме кај отежнување на околности на работа, факт е дека општина Карпош има неколку судски случаи. Еден од поголемите тужби беше за домчето во Тафталиџе, каде што своевремено, да кажам за гледачите, е дадено на Социјалистичка партија, која што барала градба на зграда на 3 ката, П+3, и +6 подоцна може било, меѓутоа до ден денеска се води процес и тие направија тужба против општината. Докаде ова со оглед на тоа што видов еден рил кај што вие ветувате дека ќе се обнови домчето, како домче во истиот габарит како што е. Најавувате експроприација, како е можна експроприација и зошто не е направено за сега? Затоа што е практично тук имот. Како воопшто ќе го поправите? Ете и таму е ставена П+6 зграда во времето кога министер бил министрот за Јелен Киевски и тогаш таму бил притисокот да се стави зграда. Јас категорички тврдам дека таму повеќе нема да има зграда. Зошто? Зашто во меѓувреме Социјалистичка партија не тужеше и бараше оштета од 4 милиони евра. Јас се обидував да најдам некој компромис. Меѓутоа, ја добивме пресудата на апелацијниот суд. Пресудено е само 13 милиона денари да ми исплатиме и судски трошкови, тоа ќе им биде исплатено. Тоа значи нас ни дава простор да повеќе нив не им
овозможиме било каква градба и мојот предлог за тој објект е многу коректен. Тоа значи ние да не ги попречуваме Социјалистичка партија да си ги оствари своите права, бараме од државата да ја додели некое друго земјиште на друго место, ова да припадне или на државата или да го доделат на општината, а ние сме тие кои што ќе вложиме 250-300.000 евра тоа да го реконструираме и да го ставиме во функција и да го дадеме на граѓаните на Тафталиџе. Значи, прашањето со зграда на местото на Домче е ставено адакта со пресуда на апелациониот суд и ние не сме во опасност да плаќаме оштета од 4 милиони евра. Значи, ни бараат 4 милиона евра и оваа пресуда е пред 15 дена. Добро, нова е. Во однос на долгот кон Лајка? И тоа ви е добро прашање. Колкав е тој долг и како ќе го решите? Овие советници, начело со ВМРО ДПМН, 3 пати ставав на седница на совет да им се даде по 2 милиона денари на Лајка, 3 пати гласаа против. Јас сепак морам да кажам дека Лајка солидно си ја извршува работата и мајки во предвид дека кучињата не смеат да се уништуваат, они, освен оние кои што се болни, значи ги фаќаат, се врши нивна медицински третман, се кастрираат, се става менѓушка и се враќаат од местото каде што се земени. Бидејќи јас сум долго време градоначалник и јас паметам кога пред секој влез имаше куќа. Лептокарија беше полна со кучиња. Значи паметам период кога имавме повеќе кучиња него деца што имавме во Карпош. И јас инсистирам да Лајка финансиски се поддржува, да уште подобро си ја работи. Да, меѓутоа имаше забелешки од советниците дека не го ставате тоа на гласање на совет и дека 3 пати ја ставано седница. Значи се имаме зависи од советот. видеозапис за тие работи, има записници, има точка на дневен ред кога бил 3 пати. Она што исто така во некои населби спорно е урбаниот хаос што се создава на одредени улици и бараат, например, имаше забелешки кога бевте на средби со граѓани дека од Александрија се вклучуваат на Партизанска преку Иван Цанкар, дека нема доволен приклучок на возила кај овие улици кон Партизанска, зборувам од овие малите улици кон главните крстосници, дека не можат да се пробијат да влезат до главните сообраќајници. Како ќе го решавате тој проблем заедно со проблемот на паркинзите? Да. Уште кога се градеше, кога беше во фаза на проектирање комплексот Александрија, бевме на еден ручек заедно со градоначалникот Сокол Митревски во фабриката Техногаз и уште тогаш му инсистирав дека толков голем број на згради, без градинка, без училиште, без соодветна инфраструктура ќе ни направи сериозен проблем и притисок врз општина Карпош. Дори тогаш јас се спротивив тие истите да се приклучат на канализационата мрежа што иде по улицата Ацо Шопов, меѓутоа 2017 по моето заминување тие таму се приклучија. За улицата Иван Цанкар, кој е тесно грло, 2 пати нарачуваме сообраќајен проект со кој што ќе оведеме еднонасечен сообраќај. 2 пати сме одбиени и тие што го прават сообраќајниот проект и тие што ја прават ревизијата и од полицијата, тие сметаат дека тамо не треба да има еднонасочен сообраќај. Ние можеме да го разрешиме со еднонасочен сообраќај. Инаку точно е дека кај амбулантата во Влае, наутро таму имаме голем притисок. Она што јас ќе барам со новиот генерален план од улицата Марк Твен да се овозможи директно вклучување на улицата Партизански одреди, па тие што сакаат додат горе на кружниот тек во меѓу Порта Влаја и Ѓорче Петров и потоа да се вратат на семафорот кај Влајко или пак да одат по улица Теодоси Голаганов, но во исто време имаше урбанистички план започнат од мојот претходник во кој што во тој дел на Влае се предвидуваат 240 нови станови. Јас на таа работа енергично се спротивив, затоа што таму ако дозволиме нови 240 стана да се направат, практично ќе биде невозможна мисија наутро меѓу 7:30 и 9 часот да може да се излезе и ние на тоа мора да водиме. При крај сме со, ова морам да го наречам интервју со оглед на тоа што го немаме вашиот против кандидат, па нема и кој да ви опонира освен јас со моите прашања. Се залагате, имаше и протести во Карпош да се зачуваат парковите и да не се гради во нив. Меѓутоа и вие и сега
борејќи се за петиот мандат, ветувате паркови. Кеот на Вардар, од Александар Палас до Лепенец. Прво, можна ли е градба на Кеот на Вардар, со оглед на тоа што внатре има и какво е земјиштето? И таму требаше да се испитува колку е квалитетно со оглед на одредени отпади што се складирани. Намерата нивна е да го сменат зашто сега таму е спортско-рекреативна зона. Дозволена е градба по генералниот план, една мала линија покрај улицата Илинденска, но целиот тој дел од Александар Палас нагоре е спортско-рекреативна зона и нивната идеја за Скопје на вода е да го променат генералниот план и на тој дел да се стави колективно домување, што јас апсолутно се спротивставувам. Втора работа. Општина Карпош има 73 хектари зеленило, зборам за блоковско зеленило, без паркот, новиот дел од паркот и без парк шума водно. Јас сум 16 години градоначалник, кој го заштитил тоа зеленило? Ако сум 16 години градоначалник и ако тоа зеленило не е пипнато и се одржува, тоа сум бил јас. Гледате што се случи со парковите во аеродром. Наполитанка до Наполитанка. Таква работа ние во Карпош апсолутно не дозволиме. Со оглед на тоа што истекува времето, не поразговаравме за ниеден нов проект, све зборевме за јас со оглед на тоа што ќе ви биде пети поред доколку победите, се надевам дека ќе ги реализирате сите претходно ветени проекти и дека ќе имате можност новите проекти да ги презентирате пред граѓаните. Секоја изборна кампања е визија на кандидатот за градоначалник за тоа како треба да изгледа општината, како треба да се разрешуваат проблемите и нормално мандатот не тече во лабораториски услови, туку никој не може да предвиди светската економска криза. Никој не може да го предвиди енергетската криза и војната во Украина, која сериозно се... Никој не можеше да го предвиди, например, ковидот. И така натаму, сето тоа има ефекти негативни врз буџетот на општината. Никој не може да ги предвиди небулозните судски пресуди, една од, 2,3 милиони евра, друга 1,200,000, трета 3 милиона и така натаму. Сите тие удари, стресни ситуации општина Карпош ги преживеала и граби напред. Ви благодарам што бевте вечерва во Топ тема. Ова беше само уште една од емисиите посветени на вториот изборен круг на локалните избори 2025 година. Останете со програмата на Телма, имајте пријатна вечер.